Денес се одбележува 40 години од почетокот на вашето творештво. Како се чувствувате? Па некако како брзо да ми поминаат тие 40 години, значи мала дигресија, 40 години од излегувањето на првата стихозбирка, инаку творештвото мое започна 83-та со објавување, но првата книга се појавува 86-та, тоа е уште нешто. Чувството е несекојдневно. Најнаш мислите дека времето е кратко, а во суштина поминале 4 децении и кога ќе се свртите назад 20 на наслови објавени во кои има 10 поетски збирки, ако правиме некоја статистика испаѓа дека секоја 4-та година некоја нова стихозбирка се појавувала. Тоа е нешто што не може да се мери со ништо. Едноставно, тоа е порив внатрешен кој те тера да истражуваш, да искажуваш и да го споделуваш тоа со луѓето. Значи, основната поента на објавувањето на книги е да ги споделиш сопствените видувања кон нешто. Ние како поети, можам да се наречам веќе како поет, да, тоа ни е предизвикот. Како да го споделиме нашето сопствено видување кон нештата кои не обкружуваат, а со тоа евентуално да предизвикаме нешто, подобрување во односите меѓу луѓето, вреднување на нештата многу повеќе. Па се надевам дека зборот останува тој кој ќе продолжи да ги подобрува односите меѓу луѓето. Тоа е основната суштина. Прво се гордеам што сум крушевчанец. Второ, дека живеам во Крушево и творам во Крушево и останувам да творам тука. Во тој контекст јас и пред неколку години направив една антологија на поети од Крушево и Крушевско. Првичната идеја беше дека тоа се десетина, но истражувајќи дојдовме до бројка од 23-4 кои се истакнати. Значи, основната поента беше да имаат минимум една книга објавена. Откако ја објавивме антологијата, произлегоа уште 5-6 други, значи Крушево е неисцрпен извор. И тоа мислам дека треба да се почитува воопшто во македонската култура. Не сум сигурен дека му е дадено заслуженото место, но наше е да се бориме, наше е да твориме и делата да го говорат она што некој не може да го види. Зад колку литературни дела стои подписот на Никола Јовановски? Пред малку спомнав, тоа се 10 поетски книги, а вкупно некаде 22-23 наслови се со мој подпис. Значи, тука спаѓа и роман еден, и антологии, и други истражувачки дела од областа на историографијата. Еве сега и тоа да го најавиме на 31 јули ќе има една друга манифестација каде што ќе се промовираат 3 практично дела каде што сум јас како автор, односно на едно сум автор, на другите сум како коавтор. Кристално јасен глед го заматува погледот. Кривоног јарец забрсти во гората. Идилична слика на секојдневие. Вразумете ги непослушните. Слушнете ги разумните. Оти потопот може не.